Транспортот на текстилните работници и работењето на конфекциите за време на полицискиот час беше тема на пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ. Од оваа партија посочија дека голем број на работници се возат во ист автобус, а дел од конфекциите извадиле дозвола за работа и за време на викенд полицискиот час. Во време на препорака за забрана за возење на повеќе од 3 лица во возило, никој не прашува како, зошто и до кога ќе продолжи групниот превоз на текстилните работници во автобуси без минимум социјална дистанца. Дали соодветни служби воопшто излегле на терен и провериле колку се почитуваат потребните протоколи за работа, кои го гарантираат здравието на овие работници, а со тоа и на сите нас. Дали е пружена соодветна логистичка помош за безбеден превоз на работниците? Дали со издадената дозвола за работа не се нарушува ефектот од мерката 24-часовен викенд полициски час? Чија ќе биде одговорноста доколку една од овие фабрики прерасне во жариште од епидемија? На прашањето од ВМРО ДПМНЕ следуваше и соодветен одговор. Општина Штип ги поддржува сите мерки кои што се донесени во интерес на здравието на граѓаните. Апелираме до сите надлежни институции кои издаваат одобренија за работа во тек на полицискиот час да ги имаат во предвид насоките дека движењето во овој период треба да биде сведено на минимум. Општинскиот штаб за заштита и спасување нема надлежност за издавање на дозволи за работа во тек на полицискиот час, освен за маркети и ресторани кои ќе бидат во служба на граѓаните за достава на намирници и храна. Во овој момент, здравието на граѓаните е најважно и апелираме до нив да ги почитуваат сите препораки на владата за држење растојание и дезинфекција.